Оваа одлука е проблематична од аспект на слободата на изразување, затоа што судот не ја зел предвид улогата на медиумите и парламентите во едно демократско општество и исто така не успеал да обезбеди заштита на слободната комуникација за прашање од јавен интерес. Исто така не го применил правилно триделниот тест за законски ограничување на слободата на изразување и направил грешка во разгледувањето на стандардите за заштита на новинарите. Имено овој експерт смета дека Уставниот суд не го зел предвид фактот дека во едно демократско општество медиумите имаат улогата на пешчувар на јавноста. Исто така судот не препознал дека овој случај се однесува на работата на собранието и дека собранието како еден од темелите на демократијата има обврска да обезбеди отвореност на својата работа и да промовира подобра соработка со медиумите. Исто така Уставниот суд го применил триделниот тест од член 10 став 2 од Европската конвенција за човекови права при разгледувањето на ограничувањето на слободата на изразување, но примената на тестот во овој случај е нужна, но е направена неправилно. Уставните судии го прифатиле објаснувањето на властите дека акцијата била потребна за да се заштитат новинарите без да ги анализира или оцени понудените докази. Судот, според Боев, требало да посочи на спротивставените факти поднесени од подносителите на барањето и од властите во однос на потребата за отстранување и детално да ја истражи фактичката состојба. Со одржување, например, јавна расправа со учество на двете страни, како што всушност предложиле подносителите на барањето. Конечно, објаснувањето на судот за нужноста од отстранување на новинарите изгледа контрадикторна. Иако судот прво се согласува дека отстранувањето представува мешање во слободата на изразување, на крајот на одлуката констатира дека правото за новинарите да известуваат од собранието не претрпело влијание затоа што тие можеле да ги објават своите статии за собраниската расправа во текот на денот и заклучува дека не настанало кршење на слободата на изразување. Судот не дава објаснување поради кои причини го променил својот почетен став дека постоело мешање во слободата на изразување. И само уште нешто друго, судот не расправал за делот на барањето што се однесува на жалбата на новинарите поради употребата на сила против нив. Авторот посочува дека користењето сила против новинарите е чин на заплашување што предизвика ефект на уладување на слободата на изразување. Според меѓународното право, државите имаат обврска да вложат разумни напори за да ја забрзаат ефективната истрага на околностите и на законитоста на употребата на сила против новинарите. Во овој случај, подносителите на барањето биле отстранети од галеријата со употреба на сила, што значи дека судот требало да одлучува дали употребата на сила била законска. И на крајот судот не се осврнал на одбивањето на Министерството за внатрешни работи да ги идентификува полициските службеници кои користеле сила против новинарите. Судот не разгледувал дали властите ги презеле сите разумни чекори за да ги обезбедат релевантните докази да ги испрашаат сите сведоци. Со тоа што не го разгледувал делот од барањето на новинарите кои се однесува на нивните поплаки за користењето на сила против нив, судот не понудил заштита на нивната безбедност.